Добро, почитувани новинари, почитувана јавност, ВМРО ДПМН денес го изразува својот протест против незаконското трошење на пари на европските даночни обврзници кои што се наменети за образование и образовни проекти на македонските граѓани. Директорката Лидија Димова, кадар на СДСМ, потрошила речиси 500.000 евра за тренинг на магаре, за испробување на сирење и за проекти со незиниот пријател кој што има фризерница. Мислиме дека е многу неморално во вакво време на пандемија и би било многу посоодветно овие 500.000 евра да биле потрошени за помош на болницата во Струмица, на болницата во Битола и на болницата во Тетово, за обука на персонал и за поддршка на овие болници во борбата против пандемијата, или во најмала рака овие 500.000 евра да биле потрошени за купување на 2200 компјутери за деца кои што не можат да ја следат наставата во овие кризни услови. И затоа сметаме дека одговорноста не е само кај Лидија Димова, туку одговорноста е и кај тие што ја поставиле. Незиниот шеф Зоран Заев, како и незината пријателка Радмила Шеќеринска. Повелете доколку има прашања. По однос, дозволете да дополнам, по однос на изјавата дека членови на владата ќе ја повикаат да даде оставка или доколку не даде оставка дека ќе ја разрешат, само би сакал еден краток коментар, дека се ова стари трикови на владата на СДСМ, која кога сака да прикрие корупција и незаконско трошење на средства, го прави овој повик за оставки, а најдобар пример за тоа е еден поранешен пратеник за кого што сите слушнавме како нарачува дрога, се направи притисок од јавноста да даде оставка, СДСМ тврдеше дека тој ќе одговара пред обвинителството, никогаш никој не поведе постапка. Вториот случај е поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, за кого што видовме дека има и видеоснимки, како зема кеш пари и какви односи имал со фирмата Диамет, даде оставка и никогаш повеќе не видовме било каков случај од обвинителството во Република Македонија. Затоа сметаме дека повикувањето на оставки е само трик, доколку би била искрена намера, СДСМ ќе треба да ги повика да дадат оставки и директорот на училиштето во Кавадарци, кој што земал големи суми на средства, околу 200.000, и неговиот брат пратеник, кој што е актуелен пратеник и висок функционер во СДСМ заради конфликт на интереси. Благодарам.